Верувам дека водата е секогаш актуелна тема која е од интерес на нашите гледачи. Ово утро ќе говориме за сите кои што живеат во Скопје, односно каква вода пијат. Што велат последните анализи, секако дека ќе напоменеме, но ќе кажеме нешто повеќе за тоа како се испитува самата вода. Моментално се наоѓаме во лабораторија во склоп на јавното предпријатие Водовод и канализација, односно во хемискиот дел каде што се вршат самите анализи. Подетално околу оваа тема, ово утро ќе слушнеме нешто повеќе од мојата денешна гостинка Емилија Аневска, раководител на сектор за санитарна контрола. Да ја посакаме добро утро. Добро утро, добро дојдовте во нашиот сектор. Најубаво се разбира, вие ќе знаете да ни кажете што покажуваат дневните, но и неделните последните извештаи за тоа каква вода пиеме, дали е квалитетна. Дневните и неделните извештаи покажуваат дека водата која што се користи во градот Скопје е санитарно безбедна и исправна за пиење. Ги исполнува сите критериуми согласно правилникот за безбедност за пиење вода број 183. Колку време одзема самото испитување на вода? Еве веќе кога велиме дневните анализи што покажуваат, колку време одзема самиот тој процес? Па за една физичко-хемиска анализа се е потребен еден работен ден, од прилика околу 8 часа, додека за микробиолошките анализи по класичните методи е потребно малку повеќе време, од прилика околу 48 часа, но секако ние како јавно предпријатие имаме и PCR техника со цел да добиеме побрз резултат. Со PCR техниката за микробиолошката исправност на водата за пиење, резултати имаме од прилика за некаде помалку од 4 часа. Ете, брзите резултати велат дека водата која што ја пиеме ние во Скопје е исправна, но дали може би има некои податоци, еве конкретно ќе прашам за жителите на Трубарево, односно дали самиот пожар во Трубарево имаше некакво влијание врз самата вода која што ја пијат тие жители? Надлежност и ингеренции за исправноста на водата за пиење во Трубарево е под Институтот за јавно здравје, додека јавното предпријатие Водовод и канализација Скопје со сектор за санитарна контрола одговорност има за мерните места кои што се во склоп на градот Скопје и околните селски средини. Значи не можеме конкретно да говориме за тоа. Веќе кога го спомнавте Институтот за јавно здравје, генерално верувам имате соработка со нив во однос на самите испитувања. Секогаш имаме соработка со Институтот за јавно здравје во однос на добра соработка, меѓулабораториски споредби кои што се во интерес на спроведување на стандардот ISO 17025, поради тоа што ние сме акредитирана лабораторија, акредитирани лаборатории се и Институтот за јавно здравје. Ние сме овде прв пат, многу пати сме слушнали информации за тоа, за оваа тема всушност. Сме говореле за тоа дека самите граѓани, верувам можеби некои од нашите гледачи, веќе и донале примероци, односно граѓаните можат да донесат примероци за да се испита самата вода која што ја конзумираат. Како оди целиот тој процес? Како правилно да се донесе тој примерок и како што понатака всушност? Во принцип секогаш настојуваме примерокот да биде земен од нашата стручна екипа, поради тоа што сме акредитирани за земање на примероци. Кога примерокот е земен од нашата екипа кој што е обучен за истата работа, на крајот кон резултатите даваме и толкување, односно изјава за сообразност и даваме мислење. Доколку примерокот е донесен од страна на странката, ние ги изработуваме резултатите, меѓутоа стандардот вели дека не смееме да даваме толкување, така да клиентот си добива само резултати. Само резултати. Но ете, во случај некој, доколку би сакал да донесе примерок, како правилно да го зема тој примерок, каде точно да го донесе? Може ли нешто во тој дел да? Секогаш во консултација со нас ни се обраќаат за микробиолошката анализа потребна е амбалажата да биде стерилна, која што ја зимаат од оделението за микробиолошката лабораторија, го пополнуваат барањето и им објаснуваме на кој принцип да го земат примерокот во зависност од каде го земаат, дали од славина или од некоја бушотина. Тоа е тоа. Моментално и во самата најава напоменав дека се наоѓаме во хемискиот оддел на лабораторијата, имаме и микробиолошки, сме снимале многу пати од таму, но верувам дека
комплексен самиот дел за тоа какви поточни испитувања се вршат тука, а какви во микробиолошкиот дел. Овде може да се види навистина голем број на апаратура. Може ли да појасниме за што служи и како всушност се вршат во овој дел самите Во испитувања? моментов се наоѓаме во хроматографската лабораторија, каде што имаме испитување на трихалометани со гасен хроматограф и изработка на аниони и катиони, како и определување на вкупен органски аглерод. Што се однесува до другиот дел? До микробиолошката лабораторија. Во микробиолошката лабораторија се по стандардни методи се определуваат присуство на колиформни бактерии, присуство на фекални бактерии како е Шерихија коли, интестинални колки, псевдомонас и слично. Ето може да појасниме и нешто околу тие колиформни бактерии кои што ги напоменавте, иако знаеме дека се штетни, какви се други штетни материи би можело да се најде во самата вода за пиење? Во самата вода за пиење, доколку не е помината низ еден процес на дезинфекција, секогаш има можност за раст на бактерии. Најчесто може да има раст на легионела, која што најчесто се јавува во тушевите или во аклиматизирани простори од ладилните резервоари. Ова се оние вистини кои што може да се слушнат нели за водата, но често кружат и митови меѓу луѓето. Може ли да кажеме нешто на гледачите за кои што и вие можеби сте слушнале некои мит, некои невестинати поврзани со водата? Што е она кое што треба да го знаат? По новата директива, најчест параметар кој што е задолжителен за испитување, веќе кажаме легионелата. Легионелата најчесто се јавува при раст на од прилика 20 степени и секогаш ја има, може да ја има во тушеви и во од бойлери. Меѓутоа, кај ладната вода никогаш нема да има раст на легионела, така да ете вака еден мит да знаат дека во ладната вода не може да има раст на таа бактерија. Убаво е да се слушнат и такви информации. Напоменавме нели како се врши самото испитување на водата, напоменавме дека сте во соработка со Институтот за јавно здравје, но пред самиот крај дали на некој начин ги следите оние модни трендови за испитување на квалитетот на самата вода, дали можеби се следат некои европски стандарди? Со самото тоа што сме акредитирана лабораторија, обврзани сме да ги следиме трендовите, како и промените во самите методи, во самите регулативи, така да самиот стандард си го носи тој товар. Ви благодарам многу за одвоеното време. Ми беше драго што имавме можност повторно тука да направиме вклучување и се разбира да дадеме подетелни информации во однос на водата која што ја пијат Скопјани. Ви благодариме и на вас. Секако уште еднаш можам да потврдам дека граѓаните можат мирно да спијат, дека водата во градот Скопје е санитарно и безбедна за пиење. Благодарам уште еднаш. Се надевам дека уживавте во ова вклучување токму од терен. Верувам дека сите информации во однос на тоа каква вода пиеме и сите оние информации од последните испитувања беа во корист на нашите гледачи. Се разбира дека продолжуваме со актуелни информативни теми токму од лице место.